случува една силно општествено оркестрирана кампања против жената и против абортусот, која што не нуди можност за поширока јавна дебата и дискусија и за избор. Впрочем, законот кој што го добивме е токму тоа, ставен во итна постапка во собрание, без при тоа да овозможи дури и во самото собрание дебата, да не збориваме за целокупната јавност, без разлика дали станува збор за стручна, професионална или за невладините организации или во крајна линија за жените како засегнати страни. Она што е проблем во новиот закон, а што не е техничка измена како што се обидува министерот да прикаже, е фактот што овој пат жената преку серија на административни процедури и се отежнува правото на избор, односно на одлука на абортус. Следно, преку тоа што фактот што во целиот процес има потреба да има согласност и од сопругот, односно брачниот другар или партнерот, исто така се врши еден суптилен, но многу подмолен обид да се изврши влијание врз промена на одлуката на жената. Има неколку проблеми овој закон. Едниот е што создава еден бирократски тунел на обврски кон жената која што решила да абортира. И тој може да ја одврати жената да влезе воопшто во него. Многу комплицирани процедури, проблематични од точка до точка. И наместо да помине низ тој бирократски тунел, жената може да се одлучи да скршне надвор од легалниот пат и да влезе во црни абортуси. И тоа сериозно ќе го загрози нејзиното здравје. Втор проблем, тоа е мешањето на министерот во чисто стручни работи. Мислам дека не е негова работа да ги формира првостепените комисии, кои што ги има многу во многу установи низ земјата, и не е негова работа да го пишува протоколот за тоа како ќе се изведе абортусот. Овој закон не нуди подобри решенија, туку нуди полоши решенија. Така што ние како граѓанско здружение сме за носење нов закон кој што ќе биде подобар од стариот, не полош, ниту пак ист како постоечкиот закон за прекина бременост. Жената ќе биде советувана и за предности и за ризици. Меѓутоа, она што не го кажуваат е тоа што жената ќе биде советувана за предности од продолжувањето на бременоста, а ризици од абортусот. Што значи дека исто тука имаме една селективност. Ниту знаеме како ќе изгледа тоа советување, тоа дополнително ќе го редува министерот со подзаконски акт, така што сите овие, тоа во теоријата се нарекува mandatory delay, сите овие бирократски процедури го отежнуваат извршувањето на оваа медицинска интервенција, ја усложнуваат и крајна цел е да се разубеди жената сепак да го задржи плодот. Она што исто така многу нејасно е која е целта на законот, со која намера се носи, не постои никаква анализа за постоечката состојба, не постои значи во текстот на законот не е содржана никаква цел која треба да постигне, резултатите, односно позитивните ефекти кои треба да ги даде и на крај образложение за тоа како поединечните решенија ќе доведат до некаква позитивна промена. Значи таа дебата мора да се отвори, во неа мора да бидат вклучени жените, апсолутно, бидејќи практично на нив се однесува овој закон и тоа е нешто што мора да се земе предвид.